каква вода пие Скопје. Од прва рака во следните минути ќе го дознаеме тоа. Марија? Повели, Марија. Повели. Тукму така, моментално можете најверојатно да забележите и по мојата нова облека, се наоѓаме во една од лабораториите на водовод и канализација, каде што се вршат секојдневни анализи за тоа каква вода пијат скопјани, па тукму по тој повод за повеќе да дознаеме за на оваа тема, разговарам денеска со Емилија Аневска, раководител на сектор за санитарна контрола. Добро утро и драго ми е што сте дел од утринската недела. Добро утро и добро дојдовте во нашиот сектор. Скопјани ја пијат водата всушност од изворот Рашче, па кажете ми дали овој извор ни нуди квалитетна вода, односно поточно кажано каква вода пиеме ние скопјаните? Градот Скопје се снабдува со вода од двете каптажи на Рашче и по потреба се дополнува од бунарскиот систем Нерези и Лепенец. Водата која што ни доаѓа од Рашче е доста квалитетна, е со еден избалансиран минералошки состав, и е доста квалитетна и безбедна за пиење. Еве напоменавте ниско минералошки состав, што значи тоа? Значи водата која што е од Рашче е со средна тврдина, избалансирани аниони и катиони, е стабилна по својот хемиски состав, ние ја испитуваме со години и нејзиниот состав не е променет во однос на хемискиот аспект. Овде се вршат секојдневно анализи. Колку пати во текот на денот или пак во текот на една седмица и какви се анализи постојат? Значи, ние имаме екипа која што секојдневно оди низ мерни места во градот Скопје и секојдневно се земаат примероци. Истите се испитуваат во двете лаборатории во овој сектор од однос на хемиски аспект и микробиолошки аспект. Значи, мерните места се од прилика околу 40, со тоа што зимаме и од сите околни села, каде што водовод има своја водоводна мрежа. Каде ги земате тие примероци? Еве кога ги споменавте околните села, дали можат некои граѓани од околните села да дојдат со примерок за да се испита квалитетот на водата? Значи, ние вршиме контрола на нашата мрежа. Доколку некој од околните села сакаат да испитат вода од некој собствен бунар, можат, секако правиме анализа, меѓутоа таа анализа ќе треба да си ја платат. Инаку нашата вода ние ја испитуваме, ја проверуваме по однос на својот квалитет и одговараме за истата дека е безбедна за пиење. Напоменавте дека всушност анализите се делат на хемиска и микробиолошка. Овде во оваа просторија какви анализи вршите? Во оваа просторија вршиме микробиолошки анализи, со тоа што колешката сега работи на предтретман на примерокот, спалување, ултрафилтрација и понатамошна обработка. Од што се состои апаратурата во оваа просторија? Во оваа просторија, значи, имаме... Започнеме еве од почеток. Одредени апарати кои што ни одредуваат какви бактерии има во примерокот, со тоа што примерокот претходно оди на обработка, се сади, се става во да зрее примерокот од одреден број на сати и потоа се чита која бактерија е во примерокот. Во последните 2 години се снабдивме и со PCR техника, со тоа што од микробиолошки аспект, доколку ни требаат брзи резултати, PCR техниката е доста брза и за 3 часа од прилика имаме една слика дали водата е исправна и безбедна за пиење. Може ли да направиме разлика од микробиолошката и хемиската анализа, за која анализа подолготрајно всушност се извршува, која е потешка да кажем? Подолготрајна е микробиолошката анализа, додека хемиската анализа примерокот истиот ден ќе се земе и од прилика за 1 час се знае примерокот дали е исправен и безбеден за користење. Какви се апаратури има во другата лабораторија каде што го правите другиот вид на анализа? Во другата лабораторија располагаме со ионски хроматограф, гасен хроматограф, Total Organic Carbon атомски абсорбер и сите оние останати техники кои што се класични и стандардни.
Сме акредитирани во отприлика со околу 50 на методи, со тоа што при последната реакредитација проширивме дел од параметрите како бромид, вкупен азот кој што се испитува во отпадните води, живата која што ја испитуваме во питките, пакуваните и површинските води. Така. Вашата колешка моментално прави еден вид на испитување. Може ли подетално, чекор по чекор да појасниме што прави моментално? Ева колешката ќе препуштам на неја да ги објасни чекорите кои што следат. Ајде, може. Значи, во моментов прво ги спаливме, да го направивме претходно, ја спаливме апаратурата, сега поставувам филтер низ кој ќе помине примерокот вода и доколку има бактерии, тие ќе се задржат на филтерот и после 24 до 48 часа ќе пораснат на истиот, па ќе продолжиме кон идентификација на истите да видиме за кои бактерии станува збор. Дали морате да носите заштитна опрема? Што се состои? Секогаш мора да носиме, нели, пошто се работи за микробиолошка лабораторија, треба се стерилни услови. И сами гледате како работиме. Потребно е да се носи заштитна опрема во однос на да се заштити примерокот да не се контаминира, додека во другата лабораторија хемиската заштитната опрема се состои од наочари, ракавици, ХТЗ опрема како мантил, за да не би тој што работи да биде заштитен затоа што таму се работи и со агресивни киселини. Значи може да биде опасно. Така е. Се случило ли некогаш? Па со секојдневното работење со годините ретки се тие случаи, меѓутоа секогаш нели кога се работи Меѓутоа постојат. Кажете ми дали оваа лабораторија ги следи светските трендови за испитување на квалитетот на водата? Да, ги следиме светските трендови со тоа што секогаш тенденцијата е да се набави нова опрема со која што изработката на анализите ќе биде поедноставна, побрза и поточна. Освен лабораториите на водовод и канализација, квалитетот на водата ја испитува Институтот за јавно здравје. Имате ли соработка со нив? Да. Континуирано соработуваме со нив, со тоа што во контакт со колешките си правиме и меѓулабораториски споредби, каде што си одредуваме точноста и прецизноста по која што работиме. Имам уште едно прашање за крај. Според законот имаме максимално дозволени концентрации на одредени типови на минерали во водата. Какви минерали се тоа и што ако се прејде таа граница? До сега, значи, примероците кои што ни доаѓаат од Рашче и од бунарите Нерези и Лепенец, односно водата која што стига до крајниот потрошувач не ги надминала максимално дозволените концентрации по однос на сите параметри кои што се зададени во правилникот број 183 за безбедност и квалитет на водата за пиење. Значи, во тој правилник содржи параметри како што се pH, проводливост, матнотија, значи физичко-хемиски параметри, потоа аниони и катиони како калциум, магнезиум, нитрати, нитрити и тешки метали. Другиот дел на параметрите се микробиолошките параметри, како и радиолошки, значи исправност на водата од радиолошка гледна точка. Ви благодарам многу за сите корисни информации. Благодарам на вас, повелете повторно. Толку за ова вклучување, се надевам овие информации беа корисни за сите оние кои што не гледаа, воедно и за вас во студиото. Марија, јас би сакал само да те прашам ако може уште нешто, односно да поставиме едно прашање, се надевам дека е на место и дека ќе добиеме одговор, што со оние граѓани кои што си имаат бунари, дали можат да донесат вода на испитување и дали тоа го прават таму? Ајде. Имаме прашање од студио, дали можат граѓаните да земат примерок од своите бунари и да го донесат овде на испитување? Да, секако можат, со тоа што претходно, значи, контактот со странките ние може да ни се обратат на нашиот официјален мејл laboratorija@vodovod@skopje.com.mk, каде што ние ќе ги упатиме што понатаму. Благодарам и за овој податок.